рамките на деветото коло од бизнис лигата на Македонија можевме да проследиме 10 надпревари во кои покрај возбудата бевме сведоци на неколку изненадувања, пред се поради фактот што екипите кои се послабо рангирани на табелата успеа да ги изненадат своите противници кои беа фаворити во дуелите. Ова коло од бизнис лигата на Македонија го отвори екипите на Факом и Окта. И двата тима уште на самиот старт започнаа со брз и отворен фудбал, со целосен акцент на играта во нападот, што пак најавуваше игра со многу голови. Екипата на Факом во првото полувреме имаше подобра реализација, па успеа да стекне предност од 6:3. Во вториот дел и двете екипи продолжија со ист ритм, но Факом во своите редови го имаше расположениот Лазар Јаневски, кој со дури 6 гола го предводеше својот тим до победа од 11:6. Покрај Јаневски, за Факом погодија и Боромир Сердовски, Мартин Митковски и Игор Бојчовски, додека за Окта прецизни беа Александар Јовчевски, Шеќо Личина, Живко Котевски и Драган Честојановски. Екипата на ЈСП во првото полувреме демонстрираше тимска игра, со која целосно ја разниша одбраната на Фабрика Карпош и создаде предност од 4:1 на полувремето. Во вториот дел, кај Фабрика Карпош проработе двојецот Божикови и за само 6 минути успеа да изравни на 4:4, пошто следеше нешто поагресивна игра на двете страни, која Фабрика Карпош успеа да ја сврти во своја полза и да стигне до предност од 7:5. Во самиот финиш од надпреварот, екипата на ЈСП со финален притисок намали на 7:6, но времето беше сојузник за екипата на Фабрика Карпош, која го доби овој дуел. Стрелци на головите за ЈСП беа Дејан Блажевски, Даниел Антовски, Сабит Хусеини и Маријан Србиновски, додека за Фабрика Карпош сите голови ги постигна Александар и Георги Божиков, првиот 5, вториот 2. Во третиот надпревар, екипата на Систина ги одмери силите со екипата на Адмирал. Во првото полувреме Систина прикажа одлична игра, пред се благодарение на одличната одбрана, која им овозможи брзи против напади, преку кои доаѓаа до реализација. Со ваквата игра, екипата на Систина успеа да дојде до предност од 3:0, која Адмирал се обидуваше да ја анулира, но до крајот на полувремето резултатот остана ист. Во вториот дел, екипата на Адмирал тргна доста офанзивно кон противничкиот гол, но едноставно Систина имаше своја вечер во која се и појде од рака и со одлична игра успеа да дојде до висока победа од 7:0. Стрелци на головите за Систина беа Горан Манов, Кристијан Тимковски, Ивица Петровски и Ѓорѓи Иванов. Дербито на колото го одигра екипите на Трансмет и Рамстор. Во првото полувреме, Рамстор честопати напаѓаше преку воиграни напади, со кои успеа да ја надмудри одбраната на Трансмет и да постигне гол. Трансмет пак имаше изгледни ситуации, но немаше реализација, па на полувремето Рамстор замина со предност од 1:0. Во второто полувреме, Трансмет во своите редови го внесе Амир Скендеровиќ како голман играч, што се покаже како вистински потек, бидејќи успеа да ги разигра со играчите и дојде до целосен пресврт од 4:3. Сепак Рамстор во своите редови го имаше Ведат Арслан, кој успеа да го изравни резултатот за конечни 4:4. Стрелци на головите за Трансмет беа Живко Стојковски, Бобан Велјановски и Един Скендеровиќ, додека за Рамстор прецизно стрелаа Ведат Арслан и Зоран Алексевски. Крај на изравното прво полувреме одигра екипите на Гранит и Лукойл. Во текот на целото полувреме се играше фудбал во кој двете екипи дадоа максимум, покажувајќи еднакво квалитетна игра. Екипата на Лукойл успеа со минимална предност од 4:3 да замине на пауза. Во вториот дел дојде до израз подолгата клупа на Лукойл, преку која со чести измени го подигна темпото на игра, кој пак Гранит не можеше да го следи. Лукойл не само што успеа резултатски да се одвои, туку и во финишот дојде до убедлива победа од 10:4. За Гранит погодија Дарко Стојановски, Стефан Тевдовски, Стефан Митревски и Ернад Рамдедовиќ, додека за Лукойл прецизни беа Жарко Климкаров, Дејан Зиков, Љупчо Апостоловски, Владимир Секуловски, Мартин Аладјозовски и Анѓел Чарсов. На Македонски Телеком још немотивирано влезе во дуелот со НЛБ Банка. Уште на самиот старт, Македонски Телеком наметна интензивен ритм на игра, со кој успеваше да дојде до изгледни шанси за гол, а кој успеа да ги реализира и на полувремето да отиде со водство од 4:0. Во второто полувреме, НЛБ Банка со голман играч се обиде да се врати во надпреварот, но екипата на Македонски Телеком не дозволи пресор, па го доби овој надпревар со 6:1. Стрелци на головите за Македонски Телеком беа Михајло Лазаревски, Ивица Велјановски, Стефан Насковски и Данило Миладиновски. За НЛБ Банка погоди Жарко Димитриевски. Во првото полувреме, екипите на OneWeb и Евана играат доста изравнет фудбал, во кој покрај шансите за гол не успеваа да затресат мрежата на противникот. Сепак, во самиот финиш од полувремето, тоа му појде од рака на Бојан Маџовски, кој во 20-та минута успеа да постигне гол за предност на Евана од 1:0.
Во вториот дел, екипата на Евана влезе во ритм, играјќи својата препознатлива игра, преку која успеа да дојде до предност од 5:0, која беше недостижна за екипата на OneWeb. Стрелци на головите за победничкиот тим беа Бојан Маџовски, Александар Димовски, Томи Илиевски и Бојан Симоновски. Елем со добро воиграни напади дојде до победа над ПКБ-ско. Во првото полувреме, екипата на Елем настапи со голман играч, формација со која успеа да го изненади ПКБ-ско, пред се поради добро поставениот напад, со кој создаде предност од 3:1. Се до завршување на полувремето, резултатот остана непроменет. Во вториот дел, екипата на ПКБ-ско успеа целосно да се врати во надпреварот, пред се благодарение на одличната реализација и цврстата одбрана, која ја демонстрираше во текот на целото полувреме, па така на само 2 минути до крајот, успеа да стопи предноста на Елем и да дојде на само 1 гол разлика. Во самиот финиш на надпреварот, по грешка на одбраната на ПКБ-ско, екипата на Елем успеа да го зголеми водството и да ја осигура победата во овој надпревар со резултат 6:3. Во победничкиот тим прецизни беа Антонио Ничевски, Синиша Ковачевиќ и Владко Петровски, додека кај ПКБ-ско погодија Дејан Неделковски и Дарко Рунтев. Екипата на Уника во дуелот со Саво Осигурување се потпре искуството и долгогодишната игра во бизнис лигата на Македонија. Во текот на целиот надпревар, екипата на Уника ја имаше иницијативата, со што успеа да создаде резултатска предност. Саво Осигурување не можеше да фати ритм и да најде против игра за расположената Уника, па го загуби овој надпревар со 10:5. Головите за триумф кај Уника ги постигнаа Љулјзин Каштанева, Арбен Нухиу, Бенјамин Гринца и Бесим Нухиу, додека за Саво Осигурување прецизни беа Данил Апостоловски, Стефан Димитровски и Коста Глигуровски. Последниот надпревар во ова девето коло го одигра екипите на Евролинк и Раде Кончар. Евролинк во текот на целиот надпревар ја имаше иницијативата и со одлична игра во нападот стекна солидна предност која од минута во минута ја зголемуваше. Екипата на Раде Кончар не можеше да најде против игра за расположение од Евролинк, па го загуби овој надпревар со високи 15:3. Стрелци на головите за Евролинк беа Филип Блажевски, Ивица Стевковски, Раде Бакев, Даниел Богоевски и Игор Истевски, додека за Раде Кончар погодија Сашо Трпчевски, Јане Талевски и Маријан Баждаров. Во ова коло се истакнаа следните поединци: Ивица Стевковски од Евролинк, Лазар Јаневски од Факом, Љулјзин Каштанјева од Уника, Александар Божиков од Фабрика Карпош и Ведат Арслан од Рамстар. Тренер на колото е Наумче Стојчевски од Евролинк, голман на колото е Бојан Саздовски од Систина, а токму Систина е екипа на колото. Олраунд играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше непотребно и допринесоа за подигање на моралот во екипата во ова коло беа Арбен Нухио од Уника, Дејан Зиков од Лукойл, Кристијан Димковски од Систина, Михајло Лазаревски од Македонски Телеком, Томи Лилиевски од Евана, Синиша Ковачевиќ и Владко Петровски од Елем.